Ја не навлегувам во тие работи, али секако мислам, ние сме сведоци на сите настани кога беше и Народна република, и федеративна, и социјалистичка, и самоуправна, сме биле во разни сфери, можеби на одлучување во парламентот. Ја не би навлегувал во тие сфери, али секако мислам во Уставот треба да се почитува народно-ослободителната борба, асновските придобивки и она што значи идентитет за Македонија. А што е идентитет? Еден појам кој што е означува нашата национална припода. Ние секогаш сме се чувствувале како македонци и така ќе се чувствуваме. Јас знам во бившите режими и еден и друг, тогаш бев на млада нека возраст, да речам, пола адолесцент, пола дете, секојаш сум се чувствувал како македонец. Ни бугарин, ни србин, него како македонец. И ние, мислам, понатаки ќе се чувствуваме како македонци. Ве поздравувам сите од името на Општинскиот одбор на Сојуз на борци и граѓани продолжувачи, кои ги продолжуваат традициите на народно-ослободителната борба и асновските придобивки. Се наоѓаме пред еден значаен споменик могила на непобедените, каде има останки на, можеби, на многу наши блиски кои што ги дадоа своите животи за ова слобода. Ние повозрастните се сеќаваме на тие настани 44 година при првото ослободување на Прилеп, кога фашистичките сили беа концентрирани на Корзо и кај германските гробишта. Се водеа борби. Исто така се сеќаваме и на настаните при второто ослободување на Прилеп, каде што се водеше жестока битка меѓу партизанските единици веќе формирани во бригади од 42 дивизија со германскиот фашизам, каде храбро загинаја околу 230 партизани. Ние како прилепчани треба да сме горди што нашиот град Херој ги почитува сите овие револуционарни традиции на најсвечен начин и младите генерации треба да бидат задоени со еден револуционарен дух, почитувајќи ги и идеите на партизаните кои ги дадоа своите млади животи за денеска ние да имаме наша слободна и демократска Македонија. Да му благодариме вечност на сите погинати партизани и сите инвалиди кои што останаа од таа народно-ослободителна борба и секогаш со респект да ја почитуваме нашата историја. Еден советски научник Вајберг има кажано: почитувај го минатото, сегашноста, за да биде почитувана и иднината. Благодарам, нека му е вечна слава на хероите. Сакам на сите вас да ви го честитам денешниот празник 3 ноември, денот на ослободувањето на Прилеп, денот кога пред 74 години, после 4 годишната народно-ослободителната борба, беше ослободен нашиот град. Сакам да оддадеме почит на нашите паднати борци, кои што ги изгубија и ги дадоа своите животи, за денес ние да имаме денешната наша слобода, која што треба да ја негуваме и да ја продолжиме понатаму и да се народуваме на она што ни го оставија. Сакам да се поклониме на могилата на непобедените, на 10 наши народни херои од Прилеп, кои што ни оставија аманет да ја чуваме нашата држава, да чуваме нашиот народ, нашите граѓани, кои што во иднина сите заедно треба да се бориме за подобар животен стандард, за подобрен развој на нашиот град и за подобрен живот понатаму. Заменувате, почитувани граѓани на општина Прилеп. 3 ноември, денот на конечното ослободување на Прилеп од фашистичкиот окупатор, е еден од најбитните датуми од историјата на Прилеп и прилепчани. Мотивот кој што го имале нашите предци да се изборат за слобода, независност и државност, нека биде поттик повеќе за сите нас, без разлика нашата верска, политичка или било каква друга пределба, да се избориме за економски просперитет, да се избориме да бидеме рамо до рамо со најмалките држави во Европа и во светот, да бидеме членка на Европска унија, да бидеме членка на НАТО. Нека име вечна слава на сите паднати борци кои што ги положија своите животи за својата држава. Од моје име, од име на Советот на општина Прилеп, на сите граѓани на Прилеп им го честитам 3 ноември, денот на конечното ослободување на Прилеп од фашистичкиот окупатор.
Ја користам оваа прилика сите граѓани на општина Прилеп да ве поканам денеска во 19 часот во Домот на култура Марко Цепенкот на свечена седница на Советот на општина Прилеп, на која што ќе бидат доделени награди за животно дело, плакети и дипломи за заслужени граѓани на Прилеп кои што достоинствено и честно го представувале Прилеп дали во државата или надвор од неа. Благодарам.